Благодарам, председателе. Сакам да најавам дека денеска се планира нов коалицијски пазар од власта и праксата да се менуваат и носат закони на мала врата без при тоа да се земат предвид забелешките кои што ги имаме ние како пратеници, засегнатите страни и експертската јавност. Како пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН посочивме низа забелешки за законите кои власта сака да ги измени и дополни со цел да се остварат нови криминални сделки, но како и секогаш ова парламентарно мнозинство нема намера да се соочи со аргументите, туку едноставно само извршува партиски задачи. Исто така, власта е глува на забелешките од јавноста, но и протестите кои се планираат за измените на овие закони од страна на здруженија кои што остро реагираат на измените кои што се планирани. Сакам накратко да напоменам дел од забелешките кои ние како пратеничка група ги имаме. За Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор, со овој договор ќе има огромни финансиски импликации на буџетот. Со членот 5 од законот и одредбите од договорот со кој се предвидуваат пенали заради закаснување на поединечните обврски кои ги има државата, нема да може објективно да се исполнат, бидејќи државата на старт ќе касни со секој од овој проект и ќе предизвикаат енормно зголемување на чинење на целиот проект. Законот за експроприација. Државата, односно управата за имотно-правни односи, ниту има кадровски потенцијал, ниту има време со оглед на роковите во договорот за целосна експроприација на земјиштето, особено со оглед на тоа што се уште постои урбанистички план кој согласно кој ќе се утврдат границите на земјиштето кој ќе треба да се експроприира. Понатаму нема да се знае кој е земјиште трајно, кој е времено ќе се експроприира. Исто така со предлог законот за измени и дополна законот за експроприација со членот 33 ставот 5 ќе се создадат неконтролиран хаос за овие одредби на објектите за кои што имателите немаат право на собственост. Законот за измена на законот за урбанистичко планирање предвидува и разработува постапка за нешто ексклузивно, урбанистички проект, не урбанистички план. Со предлог законите за Законот за културно наследство, Законот за минерални суровини, како и со Законот за шумите, повторно се врши груба повреда на амандманот од Уставот, односно повторно се дава неконтролирано ексклузивно право на изведувачот без да се мисли на последиците кои може да ги предизвика. Дополнително, изведувачот се ослободува од ДДВ со Законот за јавен интерес и стратешки партнер и се ослободува кој што исто така ќе влијае на финансиската конструкција на проектот. Затоа, ние како пратеничка група повикуваме и апелираме да овие закони да се повлечат, да се организира јавна расправа на која што сите засегнати страни, пред се експертската јавност ќе даде своје мислење и аргументи и врз основа на тоа владата ќе направи заклучоци според кои ќе делува во иднина. Затоа денес пратеничката група на ВМРО-ДПМН ги повикува и пратениците од власта да се освестат, да не гласаат за потребата од овој дневен ред и за верифицирање на овој проект кој што секогаш ќе остане во сомнежот на криминалите.